почина во странство, два во Литванија и еден во Србија. Која е сегашната состојба? Во моментот имаме 12 поведени на лекување во болница. Од тоа 7 се во странство, 2 во Србија, 2 во Грција, 2 во Турција, 1 во Словенија и 5 се во земјата, 3 се во клиниката за пластична хирургија, поведени вратени од Турција и од Бугарија и 2 се во Аџибадем Систина. Од овие 12 поведени кои се уште се лекуваат во болници, еден се уште е во условно да кажам тешка состојба. За еден знам дека е на рехабилитација која во Словенија словенците одлучија да го рехабилитираат таму. 6 на клиниката за пластична хирургија и 10 во Свети Наум Охридски. На преврски и слични третмани имаме 38 поведени, 4 во 8 септември, 26 вкупно се во Свети Наум Охридски, значи во Свети Наум Охридски се третираат сите што цело време се третираат тука и тие што беа опатени, мислам 16 што беа опатени во странство од Свети Наум Охридски. 5 се во Кочани и 3 се во Аџибадем Систина кој на Преврски. На физикална терапија се 46 лица, од кои сите во Кочани, мислам само едно лице може да е 8 септември, бидејќи му се прават и преврски и физикални. Свети Наум Охридски или во клиниката за пластична хирургија, тој е најдобриот третман што може да го добијат за повредите во моментот. Најдобар доказ е пациентот Л, чија фотографија беше дистрибуирана пред еден месец на некои од социјалните медиуми со изгореници на главата. И во тој момент тие изгореници изгледа како што треба изгореници да изгледат, не беа инфектирани, немаше гној, че беа чисти рани. Последен месец имаме значително подобрување на состојбата на овој пациент кој се третира на клиниката за пластична хирургија. Значи, уште еднашка повик до сите да ја прифатат ова можност. Во однос на физика, уште нешто што би сакал да го спомнам е работата на работната група за мониторинг на напредокот на пациентите. До сега се оценети околу 160 поведени, недостасуваат уште околу 15 поведени кои во моментот на достапноста на работната група не биле достапни во Кочани и тие се во комуникација ќе бидат вклучени. Овие 7 лекари што се во таа работна група се лекари од различни клиники кои учествуваат во приемот на поведените и знаат во која состојба беа примени во недела, понеделник, вторник, 16, 17, 18 март. И они во основа ќе прават во бранови оценки на напредокот, за да се види дали како конзилијарен тим, дали напредокот кај поведените е добар и на добар пат, така да откако ќе заврши овој круг, за 1-2 месеци ќе има нов круг на постојана контрола на напредокот од сите страни, од страна на пластична хирургија, од страна на физикална терапија и од страна на пулмологија. Јасна слика дека не се ги вратиме пациентите тука назад во Македонија и да ги излекуваме до крај. Исто така имавме тука, но тоа подоцна може да го каже сајт, соработка со Црвениот крст, бидејќи отворивме заедно, се придруживме на донаторската сметка на Црвениот крст и пружавме помош на пациентите и на луѓето кои што се лекуваат и во странство и во Македонија. Еден од
проактивните актери во оваа криза и секако дека претендираше својот дел на врската во делот на хуманитарната асистенција да ја направи како што најдобро знае, а секако во таа амбиција беше поддржуван од сите преостанати актери директно на кризниот менеджмент. И сме кажувале повеќе пати овој пат дека Црвениот крст е организација која е во функција и е во сите држави помагател на властите, без разлика која за која нас зборува, значи во смисла на подобрување или на перформансите, односно во подобрување на хуманитарниот одговор